Само со интегрирано дејствување на сите фактори во регионот Пијанец и Малеш може да се очекува руралниот туризам да донесе развој на регионот. Ова беше потенцирано на форумот од проектот Руралниот туризам како можност за развој на заедницата, кој деновиве се одржа во Пехчево. Свесни сме дека регионот изобилува со потенцијали и голем дел од тие потенцијали не се искористени, а од друга страна се соочуваме со проблеми на невработеност, со проблемите на миграција, особено на младото население и економска неактивност на самиот регион, и тоа беше една од причините зашто го иницииравме самиот проект. Регионот на Малеш и Пијанец веќе една декада се мапира како атрактивна туристичка дестинација, која има многу поголеми капацитети отколку што има развиеност. Интегративниот момент е многу битен да заедничко се делува на создавање на туристички производ, бидејќи на глобално ниво веќе регионално се делува и воопшто програмите на Европската унија кон која што тежиме се конципирани да се делува регионално. Ова е можност преку овој форум да се иницира сите три општини, 4 заедно со Каменица, Берово, Делчево и Пехчево. Силината на овој регион е токму во тоа, бидејќи како рурална средина тој има своји сопствени автентични вредности кои на ниво на регион се прилично конкурентни. Малеш и Пијанец имаат препознатливи земјоделски производи, имаат препознатлива храна која дури и не со незавршени процеси на брендирање, тие представуваат на некој начин бренд во Република Македонија и во самиот регион. Но освен свеста кај поединецот, ни недостига системско решение за руралниот туризам. Па летово се случи парадокс. Единственото бачило на Балканот Клепало, кое беше репрезент на алтернативниот туризам во Малешевијата, доби казна од УЈП. Секако дека ова действува демотивирачки не само на тоа семејство, туку и на останатите кои што би размислувале во тој правец. И во тој сегмент една од иницијативите мора да биде да се најде начин како овие иницијативи да бидат поддржани, системски поддржани. Значи не е тоа бизнис како секој класичен бизнис кој што се води во големите градови. Инаку проектот за руралниот туризам го реализира Сдруженијето Амброзија од Пехчево во партнерство со еколошкото друштво Солза, како дел од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени.